Библиска доктрина. Ова тромесечие ќе проучаваме тематиката соединување на небото и земјата. Петок, 13 февруари. За натамошно проучавање. Само оние кои постојано примаат ново изобилство благодат, ќе добиваат сила сообразно со нивните секојдневни потреби и способност таа сила да ја употребат. Наместо да очекуваат некое време во иднина, кога со посебно завештание на духовна сила ќе добијат чудесна способност за придобивање на души, тие секојдневно му се предаваат на Бога и бараат да ги престори во садови погодни за своја употреба. Тие користат секоја можност што им се дава за работа. Каде и да се наоѓаат, тие предано работат за својот учител. Во некој скромен делокруг, во домот или на полето на јавната дејност. Посветениот работник наоѓа прекрасна утеха во сознанието дека дури и Христос за време на својот живот на земјата секој ден му се обраќал на Отецот за свежи снабдувања на благодат и по еден таков разговор со Бога заминувал да ги засилува и да ги благословува другите. Секој работник што ќе го следи Христовиот пример ќе биде приготвен да ја прими и да ја употреби силата што ја ветил Бог на својата црква за собирање на земната жетва. Елена Вајт, Неверојатна Божја благодат, страна 117 во оригинал. Бог ги знае нашите потреби и се грижи за нив. Господ има ризница од богатства за своите деца и може да им го обезбеди она што им е потребно под сите околности. Зошто тогаш не му веруваме? Тој им дал драгоцени ветувања на своите деца под услов на верна послушност на неговите заповеди. Нема товар што тој не може да го отстрани, нема темнина што тој не може да ја растера, нема слабост што тој не може да ја претвори во сила, нема страв што тој не може да го смири, нема драгоцени стремежи што тој не може да ги насочи и оправда. Ние не треба да гледаме на самите себе. Колку повеќе се задржуваме на нашите несовршености, толку помалку сила ќе имаме да ги победиме. Цитат од книгата од Елена Вајт, That I May Know Him, страна 224. Прашања за разговор. Прво прашање. Сетете се на некои од најубавите примери на вашите молитви кои биле услишани. Како тоа ви помага да го искусите Божиот мир кој го надвишува секој ум? А што е со оние молитви кои не се услишани? Како сепак можете да го доживеете ветениот мир? Второ прашање. Во контекстот на стихот од Филипјаните 4 глава 8 стих, впрочем, браќа, се што е вистинско, што е честно, што е праведно, што е чисто, што е љубезно, што е на добар глас, ако е некаква добродетел, ако е некаква пофалба, мислете на тоа. На кои мисли им го посветувате своето време? До кој степен она за што размислувате ја зајакнува вашата вера и одењето со Господ? Трето прашање. Разговарајте за последниот наведен цитат. Кои нешта ги опфаќа изјавата? Колку повеќе се задржуваме на нашите несовршености, толку помалку сила ќе имаме да ги победиме. Кој е тогаш клучот за победа над нив?